На отворени средби и трибини кои ги организира Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој. Земјоделците може да ги кажат проблемите со кои се соочуваат директно на директорите и раководителите на овие институции, како и да дадат своји предлози и идеи. Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, вели дека на отворените денови со земјоделците најголемиот дел од прашањата биле поврзани со неисплатените субвенции. Главни проблеми со кои што се соочивме беа прашањата околу неисплатени субвенции, на кои што беше од страна на платежна агенција одговорено поради што не им се исплатени субвенциите, односно дали имат подмирени трошоци и средства спрема државата, тоа се пашарина, одводнување, наводнување и така натаму. Потоа имавме прашања околу националната програма, програмата за млад земјоделец и ИПАР програмата, што значи докај се нивните технички предлог-проекти, дали ќе се одобрат за кратко време, за брзо време, што значи одобрувањето, со колкав процент ќе им се вратат средствата од почетната инвестиција, на што им одговаравме ние, односно од Агенција за поттикнување на развој на земјоделството. И на крај имаше најчесто прашање околу слободно државно земјиште, односно огласот до 3 хектари и над 3 хектари, на кој што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на професионален начин ми одговорија до кога трае повикот и кој се може да аплицира. Тоа значи, например, ако досега има аплицирано некојаш земјоделецот, нема да може повторно да аплицира. Или пак дека на ранг листата за бодирање, оној кој што е од местноста кај што е државното земјиште, има најмногу поени. Првиот циклус на отворени денови со земјоделците се спроведе во јули-август годинава, каде беа опфатени 102 села, од кои 10 на територијата на општина Битола и Преспанскиот регион. Поради големиот интерес на земјоделците за учество на вакви средби, Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието организира и втор циклус отворени денови со земјоделците, кој започна од средината на месец септември и ќе трае до крај на октомври. Се случи да покрај селата во кои што бевме да ги посетиме земјоделците, некои села беа изоставени, затоа што не беше возможно да се посетат сите села ширум државата, па така да од тие 102 населени места ширум државата и 10 на територија на Битола и Преспанскиот регион се јавија дополнително земјоделците да се организираат трибини во нивните краишта со цел подобро запознавање со програмите, проектите на Влада на Република Македонија, но и решавање на нивни проблеми и сослушување на идеи и препораки кои што може некој ќе не насочат кај да се води земјоделието во државата. Например, имаше прашање околу тоа дека некоја вода има неискористена во некои места, па како да се направи некоја вештачка мини акумулација со цел да има навремено наводнување и да нема страдање од вода. Директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Игор Златков вели дека сето она што не може да им го одговорат на земјоделците, како што се нивните предлози, проекти и идеи, ќе го пренеса до Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделие, со цел да бидат разгледани или спроведени преку програмата за рурален развој.